Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, пред себе имаме предлог за именување на заменик директорот на Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Во овој рекорден дневен ред, како што сме немале никогаш досега во историјата на ова собрание, не само 29-30 години наназад, туку како што сме немале 70 години наназад, имаме ситуација во која што треба да дискутираме, внимавајте, за 125 точки од дневниот ред. Во тие 125 точки од дневниот ред имаме точки кои што не се соодветно подготвени, имаме точки кои што не се адекватно подготвени, и од тие причини ја замолувам македонската јавност, новинарите, граѓанските активисти, сите оние кои што ги следат состојбите во Македонија, внимателно да ги разгледаат сите овие точки, внимателно да ги разгледаат сите оние кои што се пријавени на овие огласи, да видат кои се луѓето на кои што треба да им дадеме доверба или да не им дадеме доверба. Од тие причини би сакал да се навратам на ветувањето на Социјалдемократскиот сојуз, на ова владеачко мнозинство, на оваа гарнитура, па ако сакате и на оваа влада, која што се обврза на големи зборови, на големи пароли, кој што стана обична гола фразеологија, која што е мртво слово на хартијата и која што после 3 години можеме да кажеме дека е една целосно неуспешна политика. Ова е неуспешна политика и во делот на евроинтеграциите, и во делот на економијата, и во делот на прашањата поврзани со државата, идентитетот на државата, самочувството на граѓаните на Македонија и сите оние кои што се идентификуваат со овие високи цели и идеали. Почитувани присутни, не за џабе Европската Унија и неколку клучни земји од Европската Унија во текот на оваа и минатата година рекоа дека не треба да се оди со партизација на институциите. Што беше одговорот на владеачката гарнитура? Го видовме денес, го видовме пред 5 минути и одговорот е уште поголема партизација. За жал, со жалење можам да констатирам дека на предлог на владеачкото мнозинство и на владата имаме гласање од владеачкото мнозинство на директор, а сега гледаме дека ќе имаме и заменик директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Значи, наместо да имаме вистинско независно решение, да имаме лице кое што ќе биде респонзивно, да имаме лице кое што ќе биде надпартиско или ако сакате се партиско, или ако сакате партиско, на кое што ќе работи принципиелно, на мала врата ни се дава решение кое што значи именување на лице кое што е дел од правната комисија на Социјалдемократскиот сојуз. Имаме Агенција за државна администрација, почитувани присутни, каде што првиот човек на Агенцијата за државна администрација го крши законот за државни службеници, каде што имаме конкурси на кои што однапред се знае кој треба да помине, а кој не треба да помине. И работните места се делат согласно партиските заслуги и одлуките на општинските организации на Социјалдемократскиот сојуз. Би сакал да ја прашам колеги од СДСМ,
Дали согласно овие критериуми на партизација, согласно овие постапки на партизација, дали се согласувате вие сите тука што сте 10 на 15 на број, конкретно согласот во Велешката болница минатата недела. 10 пријавени, влегле на работа 5, не влегол ни првиот, не влегол ни вториот, не влегол ни третиот, ама влегол 10-тиот. Оној што имал 75 бода, не влегол, ама оној што имал 40 бода влегол, иако бил 10. Тоа ли е можно за сите? Тоа ли е правда за сите? Тоа ли е етички? Не. И немојте после тоа да се чудите кога оние кои што ви се на врвот на конкурсите за година, 2, 3 или 4 ќе пратат разгледница од Германија, кај што ќе речат се снајдов во Франкфурт, се снајдов во Минхен, се снајдов во Берлин, отидов во Гетеборг, заминав за Цирих или отидов за Виена. Затоа што сите до еден молчите. Затоа што се согласувате, затоа што го одобрувате, затоа што со стискањето на копчињата станувате соучесници во сето тоа. А после тоа ќе го слушаме премиерот Заев како од оваа говорница ни порачува дека треба да ги задржиме младите, па заради тоа Нина Ангеловска треба да биде министерка за да задржиме во Македонија. Па затоа ќе ослушаме Стево Пендаровски кој што ќе рече да не бев председател, ќе се заминев од Македонија, ќе си отидев. Ама само една функција може да го задржи во државата. Од тие причини, почитувани, имаме партизирани институции, партизирана полиција. Таа партизирана полиција, како што гледате, денес дополнително се демонтира и разградува. Денес, како што зборуваме, се укинува единицата Алфи. Зашто се укинува? Затоа што треба да се полнат кутии. Што е последицата од тоа? Скопје станува Бејрут. Секој ден имаме пресметки, секој ден има користење на автоматско оружје, изгорење автомобили на паркинзи. Кога тоа ние, почитувани присутни, сме имале стотици запалени коли во Скопје, како што имаме последниве 2-3 години? Никогаш. Да, буквално стотици, колеги. Стотици. Кога сме имале ситуација да главните криминалци во градот, оние што продаваат дрога на младите, имаат селфи слики со премиерот и со неговите министри. Тие што ги полнат кутиите, каде што има одзив од 99% за пола сата, вие се смеете и кикотите, тие после им продаваат дрога на младите луѓе. Тие после тоа пукаат по хотели, па може да загине и рецепционер, и човек, и турист, и минувач. Прашање на време кога во Скопје ќе почне пресметка, не дај Боже како Белград или Софија 90-тите години. 20 години сме вратени назад. И што е одговорот на власта? Е расформира единицата Алфи. Зашто? За да полни кутии во април. Зошто? Затоа што треба да го облажува поразот. Зошто? Затоа што Заев повторно со изборен пораз сака да состава влада. Па нема да може. Ке има одговорност од април. Затоа, почитувани присутни, ќе зборуваме на овие теми. Затоа е погрешен пристапот на Зоран Заев во институциите, ќе влеземе од министер до хигиеничар. Затоа добиваме француско вето. Затоа тоа француско вето премолчено и зад сцената го поддржуваат и Белгија, и Холандија, и Данска. Немаме вето од Грција, ми имаме проблем сега со 4 земји. Имавме проблем со земји од 10 милиони, сега имаме проблем со земји што заедно имаат 100 милиони луѓе и веде сила како Франција. Зашто? Затоа што е катастрофа состојбата во Македонија. Секој ден ја гледаме. Ето затоа нека заврши оваа партизација на сите институции,
Но за жал, гледајќи како работи ова мнозинство, апсолутно не сум оптимист. Предупредувам, состојбите ќе стануваат се полоши, затоа што оди колата надоле, само да ја завршам мислата. И да, подсетете се, колеги, тука кога во овој парламент пред 2 години гласавте амнестија, па стотици криминалци излегува на улица, сега секој ден имаме оплячкани куќи, коли, разбойништва, претепани луѓе и така натаму и така натаму. За да добиете локални избори, тоа беше работата. Катастрофа.